Господин Андов, дали Македонија повторно полека на некој начин станува некоја мета, лови на Балканот, во еден контекст на името, една голема активност на грчката дипломатија, средба со Јеремич во Белград, кај што Јеремич меѓу редови можеби остава како отворена можноста Србија да го преиспита својот став во однос на признавањето, подоцна на многу срдечна средба со Хашим Тачи во Приштина, следува и средбата со својот колега во Тирана и најава за брзо ратификување на албанскиот прием во НАТО во страна на грчкиот парламент. Дали Грција, да не ја забораваме тука изјавата на Бојко Борисов, најверојатниот нов премиер на бугарската влада, кој вели дека Бугарија треба да го следи грчкиот пример и со засилена инвестициона активност на Бугарија во Македонија да ги натера македонците конечно да сватат кои им се корените. Се развлече ова прашање на средување на односи со Грција и решавање на тој спор. Непотребно се развлече, се измислија 1000 причини, се покрена невозможни емоции, се заборави на одговорноста на носителите на државната власт кои се должни да го решат тоа прашање и беа и пред тоа должни да го решат тоа прашање. Го доведоа едно време 1995 година пред решавање, требаше за 2 години да се реши, тоа се одложи. И не го решија. Не го решија и сега не го решивме пред Букурешт кога можеше да се реши. И сега грците ги користат сите своји пријатели, а бога ми сите наши непријатели да го стегнат обрачот околу Македонија. По овој спор значи дека македонското прашање на Балканот не е решено, не е затворено тоа прашање. Тоа значи, да идеме понатаму, дека може да остане во догледно време единствено нерешено прашање на Балканот. Во овој момент е единствено, заради тоа што албанското прашање се затвара со независноста на Косово. Колку да е спорна таа независност, колку да е кревка, меѓутоа е решена. Акт е. Решение е понудено така. Тие грчко-албански односи никош не биле подобри последните 50 години. Денес официјална Атина, иако не го признаа Косово, прва го призна косовскиот пасош. Денес официјална Атина најава дека ќе биде прва од земјите на Европската унија која можеби ќе го ратификува тој договор за прием на Албанија во НАТО. До пред 50 години Грција и Албанија се спори околу можната поделба на Албанија. Пред 6 години она најавуваше дека ќе треба да ја преземе Чамери, односно дел од Грција и да го приклучи кон таа голема Албанија. Денес меѓутоа тоа е некаде длабоко во историјата, односите помеѓу Грција и Албанија се многу интересни, многу добри и тоа веројатно ни остава простор да се посомневаме дека е можен притисок врз албанските политички партии во Македонија да имат многу поинаков став во однос на името, во однос на македонската влада. Дали Грција можеби тајно почна да го помага Косово во тој процес на независност на Косово? Имаше средба Бакујани, Хашим Тачи тука во Приштина и дали тоа помалку веќе не ги љути србите, а бога ми ги плаши македонците, бидејќи за секоја политика на Грција секој се крие одредени интереси? I doubted that Greece is really that interested to help Kosovo. Меѓутоа има неколку фази, да речеме 99-2000 година грците ја нудат таа прва варијанта за поделба на Северно и Јужно Косово, а денес грците ако не го признаат Косово дозволуваат да има канцеларија за врски на Косово во Атина. Нешто слично што има Република Македонија. Значи тоа грчко однесување кон Косово за мене е помалку симптоматично. Што се крие за тоа? I think it's clear that Greece was always a very perceived by most Albanians automatically pro-Orthodox and pro-Serb. This is how its perception was, and it was perceived as absolutely an unfriendly neighbor to Kosovo. Мислите дека Бакујани пренесе некоја порака? Moguće da je prenela nekakvu poruku. Минатиот викенд бевме на снимање во Приштина да откриеме и да истражиме што всушност разговара Дора Бакујани и Хашим Тачи на таа своја срдечна средба пред 2 недели во Приштина и дали предмет на разговор можеби било и тоа македонско прашање. Може ли да направи Хашим Тачи влијание врз Али Ахмети? Али Ахмети да го притиска Никола Груевски за брзо решение? Хашим Тачи и премиер Косова и влада Косова нече ништа урадити ван консултација са великим силама и са Македонијом. Македонија и Косово имају добре односи. Меѓутоа на Хашим Тачи, чекајте. Му треба поддршка на Грција. Интерес Косова е да добие поддршката на Грција. Интерес Косова е да имамо добре суседни односи со Македонија. Ви сте нам први сусед. Чекајте мало. Точно, ама вие добро знаете дека Шпанија тешко ќе наговорите да го признае Косово. Истото е случај со Словачка, истото случај со Романија. Ако сакате да направите пукнатина и некоја земја која не ве признала да ве призна, тоа е Грција.
Значи Грција е регионалната сила. Косово има исконски интерес да биде признат од Грција. Не. Регионални сили више не постоje. Како не постојат? То су регионални инфлуенции. Барем ние македонците, вие албанците знаете што значат регионални сили. Не. 20 години имате проблем со тие регионални сили. Ние имаме 50 години проблем. Ali кој е одлучил свему? То су одлучили Сјединене Америчке држави. И сега не пуштат низ вода, бидејќи они се соочуваат со криза. Чекајте. Од свему томе се одлучили Сјединене Америчке државе и велике сили Европе. Грција има силно влијание врз Албанија. Има, преку економија и преку политика, да. Албанците во свеја следа Америка, единствено не ја следува признавањето на Македонија под уставно име. Зборам за официјална Тирана. Најави тогашниот председател дека ќе ја призна Македонија, меѓутоа Фато Оснано кој тогашен премиер се повлече, рече не, тоа ќе го размислиме понатоа. Значи дека тоа грчко влијание преку албанците многу сериозно се спроведе во однос на Македонија. Тоа сериозно и присатно, значи ние збориме за Албанија која има огромни интереси, не само историски или државни, него има и практични интереси. Албанија има на 700.000 емигранти понови во Грчка. А Грчка е еден од огромните инвеститори во Албанија. Има и обратен процес, вела дека албанската диаспора, ајде да не речем албанската мафија и така се вклучува и во политичкиот систем. Со повеќе од 10 милиарди евра е странски инвеститор во Грција. Во Грција, да. Да, и веќе станува и политички фактор. Ние веќе за локални избори имаме најави дека албанците се вклучуваат поактивно во Грчка. Грчките политички партии не се толку екстремни се во однос на албанската емиграција во Грчка и така натаму. Значи тие односи се релаксираат и би сакал да кажам дека нашле начин со кој би нашли компромис за некои прашања кои нивните односи нашли интерес. Значи нашли заеднички. И што е најинтересно, тој интерес кој го имаат најдено ќе го користат сега како притисок, најверојатно врз македонската позиција во тој процес на преговори. Секогаш грците сметале во секој случај е возможно, значи не е невозможно. Не може да се исклучи. Не може да се исклучи. Дури грците, еве и Самарас пред една година и секогаш грчките медиуми велат најслабата точка на Македонија односите помеѓу македонци и албанци. Македонија нема да преживее условно речено поради македонци и албанци. На крајот на криштата еве да не е точна таа теза. Значи еве да изфрлиме како невозможно. Сепак грците ќе играат на албанската карта. Ќе играат на албанската карта да ометнат било која македонска влада. Возможна е таа карта. Прво има и причини некои. Ние не дека имаме изрелаксирани меѓуетнички политички односи во Македонија. Не сакам да зборам за меѓуетничките односи, значи тие се веќе друга работа, него меѓуетнички политички односи во Македонија немаме релаксирани. Второ, имаме процес кој е многу битен за сите граѓани на Македонија, од кој албанците се исклучени. Процесот на преговорањето за името као круцијален процес за судбината на оваа држава, значи за евроинтегративните процеси, албанците не се вклучени во тој процес. Иако инсистирале, како што рековте. Така да е возможно тој револт да се искористи. И секој паметен противник на Македонија ќе игра на таа карта. Грција кој земја кој има проблем со Македонија, логички да игра на таа карта. Па најлогично ти може да играте и со другите заедници во Македонија. Албанската е најголема заедница после македонската, така да има логика да се игра на таа карта. Види, ја би рекол дека во случај да овде све е перфектно меѓу меѓуетничките односи, како политички, така и обични граѓански се добри, економијата цути, значи све е во ред. Многу е тешко во такви случаи да интервенираш. Да, имаме една Швајцарија кај што е многу тешко Германија преку германските швајцарци да интервенира. Или Италија или Француска, да. Овде е лесно. Овде е лесно затоа што објективно некои тензии постојат, некои проблеми постојат.